Јас сум Наташа Ристовска, студент на новинарство и односи со јавност втора година при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во однос на проектот за истражувачко новинарство Чувар на демократијата и човековите права бев вклучена во дводневни обуки кои што се одржаа на универзитетот, а потоа со изборот на студенти кои што ќе го продолжат курсот, бев избрана за летната школа за истражувачко новинарство која што се одржа во Охрид. За време на школата се изработуваа стории на одредени теми кои што ги избравме. Мојата сторија беше за лица со дислексија кои што се заборавени од државата. Именно дислексија е неможност за паметење, брзо заборавање и проблеми со пишување и читање. По финализирање на сторијата се одржа конференција на која што мојата сторија беше прогласена за една од трите најдобри. Со тоа доби и право на пракса во порталот Нова ТВ. Праксата беше во период од 2 месеци во кој што се изработи уште една сторија која што беше за самохраните мајки и нивните проблеми при вработување и со се какви проблеми се соочуваат тие. Јас сум Дамјан Николовски, председател на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Дислексијата представува состојба која што предизвикува потешкоти во читањето, пишувањето или најопшто земено во учењето. Во Република Македонија многу како појава многу малку позната, особено кај наставниот кадар и кај образовните институции кои што би требале кои што се задолжени за креирање на образовните политики. Меѓутоа ситуацијата во последно време се менува на подобро, не со онакво темпо како што треба, меѓутоа се движиме во добра насока затоа што интересот на наставниците е многу голем за оваа состојба, токму тие кои што први треба да приметат состојбата кај учениците, па потоа да им го пренесат тоа на родителите. Воедно во законската регулатива воопшто како да не постои како состојба, иако е според некои истражувања застапена некаде кај околу 10 до 15% од вкупната популација во државата, што е поразителен факт да воопшто ја нема во законската регулатива и лицата кои што имаат дислексија да немаат никакви права, да кажем. Ако на едно дете, да кажем, има потребно 5 минути, на детето со дислексија има потребно 10 минути за истото да го прочита. Времето е кратко, а според законот за нив нема дополнителна помош при екстерното тестирање, иако како здружение успеавме да се избориме на добра волја на училиштата, доколку родителот побара на детето да му се овозможи тестатор, некој кој што само ќе му го прочита едноставно тестот и ништо повеќе, детето може без проблем да го реши доколку некој му го прочита истото. Знаците на дислексија се многу едноставни, значи посебно кога се работи за рана возраст, значи оделенска настава додека е детето, симптомите лесно може да се препознаат. Значи тоа е при читање испуштање на некои букви при читање, неможност да чита соодветно на неговата возраст, при пишување се испуштаат букви, интерпункцијски знаци се испуштаат, најчесто имаат многу лош ракопис и многу тешко ги изразуваат мислите во пишана форма. Во современите држави каде што дислексијата се третира многу подолго време, секој училиште има обучен тим кој што се состои од педагогот, психологот и еден наставник, најчесто тоа е класниот раководител, кои што ја вршат проценката за дали некој дете има дислексија. Тоа е сосема доволно за почеток да се направи кај нас. Иако сето тоа повторно треба да биде регулирано во законската рамка, за да може сето тоа да биде остварливо. Преку нашите семинари досега се обучија околу 1200 наставници, можеби и повеќе, кои што се трудат максимално, меѓутоа се ограничени од некои закони, бидејќи за учениците со дислексија е многу полесно кога би можеле истите да одговараат усно наместо да одговараат писмено. Меѓутоа наставникот од друга страна мора да и приложи писмен доказ дека тоа дете направило некаков тест кој што може да биде единица, а доколку одговара усно тоа да му биде 5.